овие луѓе што се денеска собрани тука, меѓутоа и сите оние кои што не излегоа денеска на собирот на граѓани во Кичево, се согласни во едното. Мора да се стави крај на штетните политики на Никола Груевски, кој што изминативе 10 години ги опустоши сите општини во Република Македонија. Овие градови низ кои што одиме, меѓу кои што и Кичево, кубурат за млади луѓе, затоа што младите не се во Кичево, затоа што младите заминуваат не само од Кичево, туку заминуваат и од Република Македонија. Груевски треба да одговори како ќе го реши проблемот на враќање на овие млади луѓе. Односно, ние ќе го дадеме решението за враќање на младите луѓе со тоа што ќе го симнеме од власт за да обезбедиме економски услови во кои што сите млади ќе останат да бараат својата среќа и иднина во Македонија, а не да ни бегаат од државата. Треба да одговори и на следново прашање. Како ќе ја објасни на македонската јавност, фактот што од ден на ден во Министерството за внатрешни работи стигаат барања за отпишување од државјанства на граѓани од државјанство на Република Македонија. Имаме податок дека од 2 до 4 барања дневно се процесуираат во Министерството за труд и социјална политика, во Министерството за внатрешни по однос на отпис од државјанство. Ако ја погледнете минатогодишната усвоена демографска стратегија или миграциона стратегија на владата на Република Македонија, ќе забележите бројка од 6941 лице кои што во рок од 2 години побарале да бидат отпишани од македонско државјанство. Тоа е уште еден податок плюс за ова што го говориме изминативе години, дека Груевски е штетен за младината на Република Македонија. Груевски е штетен за граѓаните на Република Македонија. Груевски е штета за Република Македонија, затоа што ја осиромашти, ја направи да биде на рангот на земји со процентна мизерија, ги исели младите, а сега на крајот, кога треба да плати за тие штетни политики, не сака да се соочи на фер и регуларни избори. Сите оние негови измислени гласачи не сака да бидат проверени на терен, затоа што тие години наназад му ја обезбедувале победата. Меѓутоа, Социјалдемократскиот сојуз е исправен пред битката и пред принципиелната битка за вистината и правдата во Македонија и ние во таа цел ќе успееме. Посветени сме на таа цел и нема да отстапиме ни милиметар од нашите барања за регулирање на медиумскиот простор и за целосно прочистување на избирачкиот список и теренска проверка. Само во такви услови Република Македонија ќе се ослободи од изборните манипулации кои што ги правела ова власт со години и од сите лаги и невистини кои што им ги сервира на граѓаните преку скапо милионски платените медиуми кои што секој ден го лажат и го доведуваат во заблуда овој народ. Дека живее како што не живее и дека го има тоа што го нема. Благодарам.